Значи, во рамките на политиките кои ги донесува државата и Министерството за животна средина во делот на управувањето со отпадот, донесени се одлуки за формирање на 8 регионални центри во Република Македонија согласно со планските региони кои што постојат. За Вардарскиот плански регион е изработена целокупната планска документација за воспоставување на еден ваков систем, за регионален систем интегриран за управување со отпад и истиот беше финансиран со проекти од Европската унија, значи средствата ги добивме како грант од Европската унија за подготовка на целокупната планска документација. Изработени се бројни анализи, подготвен е и регионален план за управување со отпад во Вардарскиот плански регион, изработена е стратешка и одобрена стратешка оценка на планот, понатаму се изработија физибилити студии и анализа за трошоци и придобивки, се избра локацијата која што е најподобна за целокупниот Вардарски регион. Од 12 предложени локации се разгледува 12 локации, па понатаму во вториот круг вегоа 3 локации. Од тие 3 локации се избра последната локација која што се смета дека е најдобра согласно аспектот за заштита на животната средина, меѓутоа секогаш се зема во предвид и економскиот и социјалниот момент и така натаму. И врз основа на одбраната локација се подготви студија за оценка на влијанието врз животната средина за таа локација. Централната постројка, значи не велиме депонија затоа што не зборуваме овде за депонии. Депониите во Република Македонија не постои стандардна депонија. Сликата која што ја имаат граѓаните за депониите се всушност оние ѓубришта кои ги гледаме наоколу. Ние денеска ќе зборуваме за еден модерен, софистициран систем за управување со отпад, каде што отпадот ќе се третира, ќе се добива од него суровина, енергија и многу мал дел, само 25% од целокупниот собран отпад во рамките на регионот ќе биде депониран. Денес пред Советот на општината во Росоман ќе се презентира овој проект кој е веќе и одобрен од страна на Министерството, меѓутоа за советниците да биде представен, понатаму следи јавна расправа за пошироката јавност во општината да се запознае со идните чекори, идните проекти, односно нешто што ќе се реализира во рамките на оваа општина и важно е донесувањето на одлуката од страна на Советот на општина Росоман дека воспоставувањето на овој систем едноставно ќе се делегираат надлежностите на централно ниво, бидејќи во случајов на Република Македонија владата одлучи да воспоставувањето на овој систем го превземе Министерството за животна средина и просторно планирање, со владата ја превзема обврската да ги воспостави овие регионални центри, а понатаму тие ќе се останат на управување и на надзор на локалната самоуправа како што е и согласно со законот. Па ја најпрво сакам уште еднаш да потенцирам она што го кажа Ана, дека всушност ние денеска тука се собравме да ги информираме членовите на Советот во врска со активностите кои се превзимаат за воспоставување на оваков регионален центар за прибирање на отпад. Тешко ми е мене сега да зборувам од овој аспект, бидејќи самиот поим на депонија звучи непријатно за многумина однос, меѓутоа со оглед на тоа дека се работи за современ центар кој што има многу позитивни аспекти во тој дел, ја очекувам дека со воспоставувањето на оваков регионален центар општина Росоман ќе има огромен број на придобивки од сета оваа работа. Би повторил само уште еднаш ова Ана што го рече дека ова е прв чекор сега, откако, мислам, со новата локална самоуправа, но тие веќе имале одредени чекори со минатата локална управа, бидејќи се работи за централна депонија, односно за регионална депонија во рамките на еден поширок регион, односно на Вардарски плански регион. Меѓутоа, поради транспарентност, за да можат граѓаните да бидат информирани баш онака како што треба, ние се одлучивме најпрво за информативен разговор на членовите од Министерството за животна средина и членовите на Советот на општина Росоман, а идниот чекор ќе биде јавна расправа и тоа се очекува да биде во идната недела, евентуално ми се чини дека идната недела, за да може јавноста поконкретно да ги осознае сите детали околу функционирањето на овој систем за прибирање на отпад.